Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 528-та епизода на емисијата Дансе Макабре, во која што денешното издание на емисијата ќе биде составено од преглед и анализа на 6 актуелни филмски остварувања, односно 25-та епизода од серијалот на емисии кој ги именував како Макабре Филмфест, односно ревија на филмови која препорачувам секој слушател да си ја организира во својот дом. Секое од изданијата е составено од 3 double features, што би рекли американците, односно 6 филмови, од кои првите 2 секојаш се наменети на жанровските изданија за промовирање на најквалитетната понуда од жанровскиот филм во светски рамки во овој пост-хеловински период. Потоа најчесто стапува место за 2 мелодрами кои летаат под сечи радар, меѓутоа денес ќе остапиме место за 2 апсурдни филма кои сметам дека поради својата невообичаеност и гротеска треба да се бројани во оваа едиција, а за крај ќе ви говорам за 2 документарни филма. Традиционално еден е за музичката сцена, односно овој пат тоа ќе биде за животот и делото на една контроверзна, но сепак квалитетна женска пејачка од 90-тите години, а за филмската фела одвојувам документарен филм за еден од најзначајните шпански филмски критичари од минатите децении. За секого ќе има по нешто, барем тоа можам да ви го ветам. А на почетокот на емисијата слушаме 2 композиции кои што се наоѓаат на последното студиско издание на Lacuna Coil, именувано како Comelis. Од него имавме можност да ја слушнавме композицијата Swamped и Daylight Dancer и продолжуваме од нивниот нов студиски албум со уште 2 композиции, односно Heaven's Alive ќе ја слушнеме и Tightrope во продолжение на емисијата од страна на култните италијански готик метал музичари. Дансе Макабре е емисија во која 14 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната музика и филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечерва имаме закажано полноќен тан со смртта по 528 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 528-то издание на емисијата Дансе Макабре, именувано како Макабре Филмфест, односно секоја емисија од таа едиција Макабре Филмфест ја започнувам со избор на 2 хорор филма за најдобро промовирање на жанровскиот филм во нашата држава, кои се составен дел од топ листата на најквалитетни 50 хорор филмови според Дансе Макабре, од која што во последната епизода на емисијата секоја година се бира најдобриот помеѓу нив. Иако октомври секоја година е месец на хорор филмот, кулминирајќи нели со Хелоуин, кога секој ден од месецот нели се обидуваат неколку хорор филмови да се борат за вниманието на гледачите, откако ќе заврши наездата, останува таа празнина која на филмски план ја пополнуваат божичните филмови на Hallmark и Lifetime. Меѓутоа, хорор сцената и тоа како е активна и благодарение на стримериите како Shudder и Screambox, но и дистрибуцијата на хорор блокбастерите во киносалите има во изобилие, посебно на хорор филмови за гледање на нив, така што жанрот никогаш нема да пресуши. Прегледот го започнуваме со филмот Барберијан. Барберијан е режисерско остварување на Зек Крегер, кој што е актер од друштвото The Whitest Kids You Know, кој ги сними претходно Miss March и The Civil War on Drugs, како и сериите Newsboys и The Gang Self Sucks и многу други пред да го сними неговиот трет долгометражен игран филм, во кој станува збор за девојка која најмува куќа на Airbnb и во која се наоѓа пред се во запуштен дел од градот, за да има каде да преспие за време на низиното интервју за работа. Меѓутоа согледува дека куќата веќе е закупена за изнемување од еден друг човек, односно незиниот газда дозволил дабл букинг. Човекот кој ја изнаемил секако дека не сака да ја откаже својата резервација и дава предлог и двајцата да живеат во тој краток период во неа, а
иако овој предлог е против интуицијата и пред се расудувањето на девојката, таа сепак се согласува. Пресвртот доаѓа кога ќе согледаат дека во подрумот на куќата постојат коридори во кои веќе престојува едно друго битие, кое не сака неговиот плен да го напушти толку лесно и пред се сака да се конформира на неговите перверзни потреби. Вештината на овој филм лежи токму во пресвртот на хорор чинителите, но и во инвентивниот начин на прераскажување на драматуршката структура, кој подразбира фрагментирање и флешбек техника, со која имаме можност да дознаеме кој се нема стапнато во куќата и со тоа наративно премотување гледачот се држи анимиран, му се дава можноста да ја состави големата слика на сите жители кои престојуваат во куќата, вклучувајќи го нели полудениот сосед, кому никој не му верува кога говори за чудовиштето во подрумот на 476 Барбери Стрит. И самиот режисер го продава филмот како одвивање на еден филм на Финчер на горниот спрат на куќата и филм на Сем Раими на долниот, што е прилично адекватен опис за случувањата. Петте имена кои што се убиени во филмот се елиминирани на крвав начин, со сцена со вадење на очи во една ситуација, така што има и визуелни, но и убави практични ефекти, со стравични се сцените пред се во подземните пространства, како што треба. Варвари во модерното општество гледаме, во кои одлично глумат Джорджина Кембл, Бил Скарсгард и Џастин Лонг, но се појавуваат и Кейт Босфорд и Сара Пекстон, како и самиот режисер во споредните улоги, а филмот е снимен во Софија, односно Бугарија, така што предградието не е американскиот град Детройт, туку во Бугарија е снимено локацијата и техничката екипа е оттаму, што е доказ дека на Балканот пред се представува плодно поле за снимање на најквалитетни хорор филмови. Зек Куперстин го кадрира контрастот во куќата и во подрумот, а тензичната музика е на Ара Друбич, додека пак монтирањето на флешбеците е дело на Џо Марфи. Филмот ја подели публиката и разбирам дека има сомнеш во изгледот на мајката и незината суперсила, како и секогаш постоечкото загрижување за тоа како преживуваат луѓе кои не излегуваат на површина. Истиот беше случајот и со Ас, например, на Џордан Пил, и со сите други филмови каде што имаме подземни жители, како и тоа што би се случило во населба кај што се плячка и уништува, барем според изгледот, ама јас лично умеам да ги занемарам овие недостатноци, затоа што се применливи апсолутно на секој игран филм, затоа што не е пред се филмот реалност и мора да има простор за имагинацијата, така што да веруваме дека поради конвенција сите хотели се букирани во Детройт, па мора да се живее во ова предградие, кој не е Смојмирова или па Дојра. Во кино го дистрибуираат 20th Century Studios, а на платформерите го има на Disney Plus и на HBO Max. Филмот беше прикажан на британскиот Fright Fest и на шпанскиот Sitges, како и на холандскиот Imagine Fantastic Film Festival, кој има претензии да се доближи до 10 хорор филмови на годината поради убедливиот перформанс, стравичниот антагонист, добар скринрайтинг и наравоучение. Да внимаваме каде бираме Airbnb на слепо. Во продолжение слушаме најавата за Some Like It Rare. Some Like It Rare е режисерско остварување на Фабрис Ебо. Тој е негов четврт долгометражен игран филм по Case Depart, Le Crocodile du Botswana и Coexister, кој исто така е и актер во самиот филм. Односно, неговото последно режисерско остварување е за еден касап, именуван како Паскал, кој што со својата сопруга Софи раководат со месарница во Франција, но месарницата, исто како и нивниот брак, не е кој знае колку возбудлива, затоа што тие
раководат пред се со една мала месарница, локална месарница со избрана клиентела, со која едва издржуваат нели месец со месец, иако Паскал се докажува дека со нега го гмече и го сече месото кое им го даваат на клиентите, меѓутоа денес се други времења опрашање и често се мета на вандалски напади од вегански анархисти кои што се маскираат и фрлаат црвена боја во месарницата. Паскал, не сакајќи, ќе прегази еден од овие напаѓачи, ќе пресече дел од веганското месо и кога ќе го вкуси, нема да може да се врати повеќе на говецко. Ќе започнат да го продаваат човечкото месо во месарницата по изговор дека ирански доставувач им го набавува и ќе започнат една фама околу неговиот вкус, прецена месото кое што е уникатно и редици на купувачи ќе се нацртаат пред месарницата, дури полицаецот кој раководи со малото ќе сака да го вкуси во неговите готварски, кулинарски рецепти. Тоа значи дека ако има побарувачка, мора да има поголемо производство, така што повлечениот брачен пар ја живнува нивната врска и хорор комедијата доаѓа во преден план кога започнуваат да одат на сафари на вегани, стрелајќи ги и сечејќи ги на парчиња и вадејќи од нив сланина, колбаси и што ти не. Така што ефектите се во маринада од крв, умираат жртви на сите страни, а филмот допира и до стереотипите на расизам и на модерното политичко коректно општество, но и до семејните проблеми на замрениот брак, во кој Софи е таа која го мотивира сопругот да убива, правејќи го љубоморен на младото месо кое го носи таа во стапицата во домот. Иако не е посочено каде се одвија действието, снимено е во Нормандија, далеко од Париз, за да се добие мнението дека е некое приморско градче, прашање, например. Деликатеса за невегани, но може да го вкусат филмот и веганите. Ако имаат смисла за хумор, не би требало да се навредат, затоа што по најдобар рецепт на хорор комедијата е печен овој филм, кај што црниот хумор е пуштен на најако. Марина Фроа е и самиот здеберен и проќелавен режисер се во главните улоги, Томас Бремонт е снимателот на Крвавата месарница, музиката е на Гилиам Росел. Премиерата ја имаше овој филм на Етранж фестивалот, а потоа играше на Мотелекс, односно Лисабонскиот интернационален хорор филм фестивал, потоа играше и на Фантастик Фест во САД, играше во Глазгов, на германскиот фантази филм фест и во Busan International Фантастик филм фестивал во Кореја, како и на Сиджес во Шпанија. Партиципира Канал Плюс во продукцијата, дистрибуираат Brainstorm Media и Apollo Films. Хуморот е без поминат рок, свеж и забавен, а хорор тропите се реализирани со крв до колена, што е добитен рецепт за секоја добро приготвена хорор комедија која што е топло препорака од моја страна да ја погледнете и да се насмевнете на виденото. Така што очекувајте крвав филм, за да ги предупредам тие што имаат стомаци кои што не би можеле да ја сварат ова комедија која е една од поквалитетните во годината и го има тој препознатлив и шармантен француски хумор на кој што сте навикнати да го гледате пред се филмовите, кои допираат и до ефектите кои би ги имале француските екстремисти, например. Меѓутоа е интригантно да се погледне ова остварување, покрај него може да ги погледнете и Дебора и Хотел Посейдон, кои што исто така се прилично квалитетни филмови за кои што не би имал простор ова емисија подетално да ви говорам, меѓутоа за љубителите на жанровскиот филмови секако дека може да се погледат и Smile, Feed Me, House of Darkness, Eating Miss Campbell, Don't Worry Darling, Mona Lisa and the Blood Moon. Односно, двата филма за кои што ви говорев се наоѓаат на листата на 50 хорор филмови на годината, која досега брои 41 остварување, кое има 4 од 5 оценка, така што има и опасни 3,5 кои што чекаат да ги пополнат останатите места, доколку не се најде уште некоја четворка до крајот на годината, ама заклучокот е дека беше посушна година за разлика од останатите на квалитативно ниво, но сепак има квалитет и разновидност на многу филмови кои се маргинални хорори, односно содржат во себе сплет на елементи од повеќе поджанрови. Тука може да направиме една кратка музичка пауза и во продолжение да изслушнеме Dead Cross, супергрупата на Майк Петон, која што е
кое што го издаде своето второ албумско остварување, од кое што ќе може да ги слушнеме Love Without Love, Animal Espionage, Heart Reformer и Strong and Wrong. Ги слушаме Dead Cross на канал 103. Вие слушате радио канал 103. Ова е 528-то издание на емисијата Дансе Макабре. Иако вториот сегмент од Макабре Филмфест е наменет за инди мелодрами, односно мелодрами кои што летаат под радарот на гледачите од преплавената шума на информации за мноштвото филмови, овој пат ќе направам отстапка затоа што во последниот период изгледав неколку зачудувачки апстрактни филмови кои сметам дека го заслужуваат пред се вашето внимание. Тие содржат жанровски елементи, така што исто така се вклучени во споменатата листа на 50 хорор филмови, меѓутоа доминантни се други чинители, односно во денената ситуација се елементите на научната фантастика, односно апсурдот и надреалните примеси. Така што започнуваме со Bloody Oranges. Bloody Oranges е режисерско остварување на Жан-Кристоф Морис, односно Oranges Sanguines, ако повеќе сакате, оригинал. Тој е трет негов долгометражен игран филм по One of Us и Апне, кои не се ништо понезабегани од последниот негов филм, кој содржи вплеткување на неколку животни приказни во една корална структура во која еден пар на пензионери се наоѓаат во долгови и излезот го гледаат во награден фонд за добитник на Танцов надпревар. Покрај нив забележуваме и министер кој што е обвинет за затајување на данок, кој ќе направи сосема погрешен животен избор, завршувајќи во домот на еден манијак кој што живее со неговата енормна свиња, кој ќе киднапира и млада девојка која е заинтересирана за почнување на незиниот сексуален живот, која ќе ги преземе агенците на концептот на финалната девојка, која гениталиите на насилникот ќе му ги стави во микробранова печка. Иако филмот започнува како наивна мелодрама за пензионери кои што само сакаат да танцуваат и со расправија на жирито дали да се наградат децата со посебни потреби или тоа било неправедно кон останатите танчери, ако не се најдобрите танчери воопшто. Меѓутоа, кога ќе забележиме како ја храни свињата манијаков во неговиот дом, филмот го прави јасниот насилен пресврт во кој што силуване министерот од негова страна, а тинеџерката излегува вон својата кожа, јадејќи од плодовите кои ги нудат и Ерос, но и Танатос. Деликатесен и таксидермија се референца за бизарностите, но филмот е крајно непредвидлив и доколку не би ги знаеле овие спойлери кои што ви ги дадов, никогаш не би го добиле впечатокот дека ќе замине во овие крајови пространства, судејќи според неговиот мелодраматичен вовед, но прикажува некој своевиден засек на едно модерно француско општество, кај што лицемерието и лагите ќе се најде да ви ги казни тој што најмалку би поверувале дека ќе ве одведе животниот пат до него. Wonderful Life на Black е одличен избор за end credits на ова дело, односно ова бизарно остварување беше составен дел од Midnight селекцијата на Канскиот филмски фестивал, а потоа играше на поголеми жанровски фестивали како што се Motel-X, кај што доби наградата од публиката, Fantasy Film Fest во Германија, Сплет во Полска, но и играше и во Солун и на Black Nights во Талин, како и на американските Fantastic Fest. Канал Плюс го продуцираат, а дистрибутери се Darkstar и Еро. Кристоф Пау е министерот, а Денис Илиадис од Каше исто така глуми во филмот. Доколку ви се допадна аргентинската антологија Wild Tales од пред нецела деценија, ќе најдете уживање и во ова екстремна црна, но и безкомпромисна хумореска, какви што треба да постојат за да се впрегрет трансгресијата на жанровите и да му се понуди свеж поглед на гледачот за екстремите до кои што може да доведе филмот. А во продолжение слушаме најавата за Strawberry Mansion. Strawberry Mansion е режисерско остварување на Кен Такер Одли и Алберт Бърни, односно
Ken Tucker ги има работено Team Picture, Holy Land, Open 5 1 и 2 и Silvio, а Алберт ги има снимено The Beast Pageant, заедно го имаат работено Silvio и негов е Tax and Funny. Што значи дека новиот филм е нивна втора долгометражна колаборација, кај што во еден футуристички приказ на земјата сведочиме дека човештвото има можност да ги снима своите сни, а владата па има можност да ги оданочи и да го оданочи, односно нивниот сон. Затоа постои професијата како што е проценителот преблек, глумен од самиот режисер, кој што оди од жител на жител и проценува данок на сон, но сите ги снимаат дигитално нивните сни, па неговото пригледување е леснато, освен во домот на една старица која што е рудиментарен традиционалист и таа се уште ги снима, нели, нејзините сни на видеокасети. Тоа значи дека проценител мора да стави уред на главата за гледање и погледне секоја видеокасета за да може да го наплати данокот. Називот на филмот доаѓа од еден негов сон во кој што се вкупниот простор на интериерот, во кој што сонува е во розова боја, вклучувајќи го и мебелот, меѓутоа во соништата се појавуваат ликови кои го иницираат сонувачот да консумира продукти кои сака владата да бидат консумирани. Односно, тоа е сублиминален начин за пуштање на реклами во сонот, кои што се всадува во секоја глава на сонувачот за да ги купуваат тие продукти кога во реалноста како потрошувачи, односно грозоморен систем кој не е свесен проценителот дека е наменет од индустријата за која што работи, и пред се институцијата за која што тој е најмен, додека тој постепено се влюбува во проекцијата од младоста на сонувачката. Ова е прекрасно кадриран филм од страна на Тайлер Дейвис и сонливата музика на Ден Дикон може да слушнете, која што создава еден футуристички научно-фантастичен свет, кој што визуелно е можеби поблизок до Вес Андерсоновите дела, без употреба на симетријата, во кој корпорациите со помош на власта ќе најдат начин суптилно да го манипулираат човекот, а проценителот ќе биде соочен со сознанието на тој заговор. Филмот е една визија за иднината до која не би сакале да дојде, па дури и во сон да бидеме контролирани што да купуваме и како да се облекуваме без наша дозвола или па знаење, што се надевам дека нема да им даде некоја идеја на идните властодржци да го наметнат овој феномен. Гилиамовски надреализам спакуван во еден LSD трипево прашање, кај што ја имаше својата премиера на Sundance во Next категоријата, која што потоа направи една мала турнеја овој филм низ останатите американски фестивали, играше потоа и на канадскиот Fantasia, играше на New Horizons, па и на Sitges и голем број на други фестивали, како што е Сарасота, на кој што беше награден со наградата Independent Vision. За Music Box да го дистрибуира овој прекрасен за гледање модерен инди надреален филм со морнари глувци во соневита логика, кај што низ научно-фантастичните тропи ги дознаваме кошмарните визии за еднината, во која да се надеваме дека власта нема да замеша прсти во нашите мечти за да рекламира безкорисни продукти на попуст. Покрај овие филмови би го препорачал погледнете и Weird, The Al Yankovic Story, а покрај нив имав можност овој месец да и погледнам и Causeway, A Love Song, The Breaking, Nostalgia, Luckiest Girl Alive, God's Creatures и God's Country. Така што ова се мелодрамите кои што во регуларно издание на Макабре Filmfest би говорил за нив, меѓутоа тука ја правиме одстапката за да продискутирам за два квалитетни, надреални и бизарни филм. А во продолжение слушаме најекстремниот бенд од денешниот музички избор, односно и слушаме Лорна Шор, кои го издадоа нивното остварување именувано како Pain Remains, од кои што ќе слушнеме композициите Welcome Back, Oh Sleeping Dreamer, потоа Into the Earth и Wrath. Така што уживајте во деткор бендот со симфоничните премиси и прилично невообичаениот вокал кој што го има Лорна Шор, и потоа се враќам во етер за да продискутирам за двата документарни филма кои што ги избрав за ова издание на Данс и Макабре. Уживајте.
Вие слушате радио канал 103, ова е 528-то издание на емисијата Дансе Макабре, именно како Макабре Филмфест број 25, а за самиот крај на емисијата селектирав два документарни филма, се разбира едниот во рамки на музичката, другиот во филмската сцена, но да започнеме со естрадните води на една музичка артистка, која што беше многу популарна на почетокот на 90-тите, и немаше само силен глас, туку и не се плашеше да го потреби во борбата против светските неправди, зашто беше шиканирана од светската јавност, што е предмет на документарниот филм Nothing Compares. Nothing Compares е режисерско стварување на Кетрин Фергусон. Ова е нејзиниот прв долгометражен документарен филм. Претходно има работено само кратки играни и документарни филмови. Нејзиниот прв долг документарен филм го посветува на подемот и падот на поп-иконата Синед О'Конор, што значи дека се базира на нејзините сведоштва, на искази на нејзините најблиски, на музичките колеги како што се Чак Ди и Скин, нејзини менаџери и членови на бендовите во кои што таа има пеено. Од нејзиното растење во Ирска дознаваме дека била малтретирана од страна на нејзината мајка, која во чести наврати не и дозволувала да спие во куќата, туку ја оставала во дворот, но кога доаѓа во Лондон се препородува и за да се издвои од останатите и да го истакне нејзиниот бунтовен и непокорен дух, ја брича нејзината глава, пошто ќе остане и тоа како запаметено. Енормен е нејзиниот подем во почетокот на кариерата, во филмот во кој што е во фокус ставен пред се периодот во кој што твори од 1987 до 1993 година, односно енорниот успех кој го добива со композицијата по која е насловен филмот, но и лавината на обвинувања кои секогаш доаѓаат кога некој ќе стане популарен, затоа што луѓето се садистички уживатели и предизвикувачи на падот на издигнатите икони, кој делумно е инициран од самата Синеид, која на концерт во САД одбива да биде свирена американската химна пред нејзиниот настап, кој нејзините фанови го сваќаат како лична навреда на нив и на самата држава, па има дури доаѓа до гмечење на дисковите од вајаци, односно нивно уништување, една лавина на омраза која е неоснована, затоа што Синеид секогаш се борела против цензурата и нејзин избор е што на нејзин концерт ќе свири пред нејзиниот настап, ама истите тие кои сметаат дека имаш право на избор во САД и да си го каже своето мислење, се тие кои што го цензурираат, односно енормни се последиците по нејзината кариера поради тој нејзин избор. Потоа почнуваат да се лепат етикети и навреди кои секако дека никој не ги заслужува, најмалку музичарката, односно таа е католичка која што се бори против свештеници педофили, кои ги штити црквата пред се. Секогаш се става на страна на жртвата, а тој избор е по цена на нејзината слава. Го става во знак на протест и логото на Public Enemy кога се бунат зашто културата е занемарена на нападите, на самите награди кои што ги во кои што не се вклучени, што е протестен чин со кој денес сите поп диви ќе се закачат на протестните движења за да добијат плюс фанови и слава, а тогаш Синеид го реализирала пред се бунтот затоа што така треба. Не за пари и слава, затоа што е исправно да се бори против секоја неправда и да прозбори со тоа, да го привлече вниманието со некој шокантен испад, но со добра цел пред се. Кон крајот на филмот се наметнува феминистичката перспектива низ која што се категоризира нејзината борба за право на абортус во Ирска и за правата кои му следуваат на секој човек, но нејзините протестни изјави ги има неправедно пред своето време пред се, па затоа е прогонета Неваре е вештарка од Селем. Би сакал поголем фокус да биде ставен на нејзината музичка кариера по првите 3 албуми, со оглед на тоа што таа има снимено 11 албуми, не само The Lion and the Cobra, кои се занемарени во документарниот филм кога е непожелен член во гламурозните кружоци. Филмот имаше својата премиера на Sundance, потоа играше на Hot Dogs,
Единбург, Цирих, Гент, Итфа, Стокхолм, Black Nights во Талин, односно дистрибуиран од страна на Showtime, продуциран од BFI Dog Society. Иронијата е во тоа што Sinead цел живот се бори против цензурата, а од собствениците на правата на Nothing Compares од Принц, како и што гласи самиот филм, не дозволуваат да биде составен дел од филмот песната на која што гласи делото. Поради архивски снимки и аудио интервјуа ме подсети овој документарен филм на филмовите на Асиф Кападија, но од делото ја заклучив дека има многу здрави убедувања Sinead со која се согласувам, но народот дефинитивно не бил подготвен да ги слушне на глас овие незини ставови, а Sinead и тоа како има разорен глас кој е уникатен и препознатлив и штета што била ставена на јавен суд поради незиното право на избор. А во продолжение слушаме најавата за документарниот филм El Crítico. El Crítico е режисерско остварување на Хавиер Моралес Перес и на Хуан Завела, прв заеднички проект. Претходно Хавиер има снимено ТВ специјали, а нивниот заеднички проект е посветен на филмскиот критичар Карлос Бојеро, односно еден од бастионите на шпанската филмска критика, кој што е активен речиси половина век на тоа поле, меѓутоа потекнува од старата гарда критичари кои што направил контроверза уште од првиот свој објавен текст. Имено стана збор за критичар кој што има одреден специфичен вкус, кој што мрази претенциозни артхаус филмови, кои никој од хипстерите кои што ги сакаат не ги ни сваќа, а од друга страна ги исмева нискобуџетните изданија, односно филмски критичар кој што може да си напише што му душа сака, затоа што нема да ги снесе последиците во неговата работа, затоа што нема директен контакт со авторите кои ќе ги навреди, за разлика од критичарите во нашата држава кои мораме да ги бираме зборовите со кои ги градиме нашите рецензии и да внимаваме да не ги скршиме кревките ега на домашните режисери, затоа што тоа се истите луѓе со кои треба да соработуваме за проектите од кои што живееме, затоа што не се преживува само од пишување на филмски рецензии, како што ќе посочи една млада филмска критичарка во Шпанија, ама Бојеро отрпнат е од нападите на него, затоа што весникот е на негова страна, а кај нас весниците се оградуваат секогаш од новинарите, затоа што уредниците се пички со едно големо П, кои се подготвени да ги фрлат новинарите под камион кога ќе предизвикаат бранувања, кои се потребни за да излезе вистината на површина, што всушност е нивната работа за која што треба да се платени. Само уште да не беа освоетени термините кои што си забиваат нож во грб, платени од весници раководени под дирекција на политички партии и се ќе беше окей. Да се вратиме во Шпанија и на еден од изумирачките видови на филмски критичари, кој точно е дека на Сен Себастијан и на Кан спие во луксузни хотели, за разлика од неговите млади колеги на кои ништо не им се плаќа, ни престојни за да известуваат, ниту по акредитација, и кога доаѓа интернетот и настанува смената на генерации, Бојеро, како и неговите врсници од нашата држава, критичари од старата гарда, ќе ги изеде времето, односно стана комплетно ирелевантни за новата генерација на гледачи, па и на критичари на кои што името Бојеро апсолутно ништо не им значи, а не пак да имаат прочитано некоја негова рецензија и да знаат што всушност тој представува. Ме израдува кога ги видов Начо Вигалјондо и Алекс де ла Иглесија, моите омилени шпански филмски херои, кои се забавуваат дури кога ги напаѓа нивните филмови и ги со рецензиите Бојеро, но камо да има сите ведар дух и смисла за хумор и на таков начин ги прифаќа критиките од критичарот. Продуциран е од Turner Broadcasting System и прикажан во шпанските филмски фестивали. Филм кој што треба да погледнат домашните режисери, па и моите колеги филмски критичари, да сватат и едните и другите дека не се семоќни, дека немаат ремек дела направено во својата кариера и да согледаат дека незаменлива е улогата на филмскиот критичар во филмската индустрија, кој има гледано илјадници филмови повеќе од режисерите, образуване повеќе со филмска теорија од нив и може да даде објективен суд за нивното дело, како што јас правам
повеќе од една деценија на канал 103. Покрај овој документарен филм ги погледнав и Attention и филмот за музиката за Джеймс Бонд и документарен филм за Леонард Коен, нешто можеби ќе се обработи од ниво наредните изданија на Макабре Филм Фест. А за крајот на емисијата ќе имаме можност да слушнеме композиции од новото студиско издание на музичкиот гигант Devin Townsend, односно ќе слушнеме композиции од Lightwork. Очигледно дека имал можност да погледне филмот на Егерс, односно неговиот светилник, со оглед на тоа што е под силно влијание на пипалата кои што никнуваат од овој Lighthouse, односно ќе слушаме композициите Lightworker, Call of the Void, Celestial Signals и Vacation. Јас сум Златко Ѓеревски и го затворам 528-миот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата која останатите истанија кои кријат тајните на универзумот. Во ова издание ви говорев за Barbarian, Some Like It Rare, Bloody Oranges, Strawberry Mansion, Nothing Compares и El Critico. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и плашете се. Чао!